Во две етапи ќе се решава комплетирањето на Кејската улица Гоце Делчев во Оризари, што како активност се најавува повеќе години. Причина за тоа е неопходноста од решавање на одредени технички работи околу имотно-правните односи на парцелите низ кои поминува сообраќајницата. Во првата етапа ќе се доизградува горниот дел, односно северно од така наречениот Витошки мост во должина од околу 340 метри. За оваа намена општина Кочани планира да потроши близу 6 милиони и 600 илјади денари, а при крај е рокот на распишаниот јавен тендер за избор на изведувач на градежните работи. Тендерот за вториот дел нагоре е веќе распишан, бидејќи се реши имотно-правните односи, а првиот дел имаме усмена согласност дека е прифатен, меѓутоа формално не можеме да го распишеме заради тоа што по други критериуми оди. Мислам дека ќе го имаме и писмено ова извести и дури тогаш можеме да распишеме тендер како општина да ја направиме скрос оваа Кејска улица, почнувајќи од мостот на М5 па до горе до целото село да помине. Според техничката спецификација, предвидена е целосна подготовка на теренот каде ќе поминува улицата, при што ќе се постават сливници и испусти за собирање на атмосферската вода, како и тротоари од двете страни на коловозот со просечна широчина од 1,5 метар. Тротоарите ќе бидат комплетирани со бехатон плочки, а улицата ќе се асфалтира со широчина на коловозот меѓу 5 и 7 метри. Според најавите од одговорните во општинската администрација, се очекува до крајот на оваа година да се разрешат имотно-правните односи за парцелите и околу долниот дел на улицата, односно од мостот кај црквата до нејзиното поврзување со патот Кочани-Виница. Со тоа ќе се создадат услови за комплетирање на една од главните сообраќајници за влез во Оризари, за што според предмет пресметката, вкупната вредност на градежните работи и асфалтирањето изнесува над 17 милиони и 800 илјади денари без пресметан данок на додадена вредност.